поздравам сите спортисти, активни спортисти, рекреативци, сите што придонесуваат во нашата општина за развој на спортот и спортските активности. Своевремено имаше една парола: у здравом телу, здрав дух. Ми кумановци сакамо тој да го практикуваме од почеток до крај и поради тоа имаме врвни спортски резултати. Сакам во оваа прилика да го поздравам представникот на владата или советникот во владата за спорт и млади. Дополнително да го поздравам и директорот на Агенцијата за млади и спорт, господинот Мојсовски, представниците од Кошаркарската федерација на Македонија, Перо Антич Гечевски и ова прекрасна убава дама со нас, голем поборник за спортот, која што доаѓа од редовите на владата. Исто така сите представници на локални спортски клубови и здруженија кои што работат на територија на нашата општина и на прво место нашите модерни балерини кои што се тука. Еве како што е редот, значи денеска меѓународен ден на спортски активности и Куманово како носител на признание, највисоко признание во Европа, европски град на спортот, редно и да го одбележи. Го добивме тоа признание не затоа што сме најдобри во сите спортски дисциплини, него првенствено дека Куманово практикува спорт и за мажи и за жени од 8 до 88 години. Почнувајќи од најмладите пионери, кои што сега се вратија од еден турнир и ми дадоа и медаља од Црвена звезда, им благодарам на ФК клуб Биџо, но и останатите не заостануваат позади овие резултати, но и пензионерите кои што на сите надпреварувања освојуваат прво место, особено во моја дисциплина фрлање на ѓуле, 13,5 метри женско ѓуле имаат фрлено. Така да ве поздравам уште еднаш сите, ми се полни срцето кога ве гледам вака, сакам да продолжиме така. Општина Куманово минатата година инвестираше во реконструкција на 3 спортски објекти во средните училишта: гимназија, економско училиште и техничкото училиште зад нас. Оваа година заедно со Агенција за млади и спорт работиме на проектот реконструкција на Соколана. Посебна благодарност и до владата и до Мојсовски за несебичната подршка што ја даваат на тоа поле. Планираме Соколана да ја вратиме во стар лик, како што некогаш била културниот и спортски центар на нашиот град. И овде сакам да најавам дека оваа година, до крајот на годината, минимум уште 6 нови спортски игралишта на училишните терени во општинските основни училишта на територија на нашата општина. Нема да застанеме тука и конечно ќе го завршиме и проектот кој што го почнавме на локација Спомен Костурница, каде што во моментов се градат 3 спортски терени, 3-5 патеки за пешачење и за трчање, и истава ова екипа на луѓе ќе дојде на отварање на тој проект. Благодарности до сите вработени во Општински сојуз на спортови, бидејќи без нивна подршка, која што е волонтерска активност, не можеме да ги реализираме сите овие активности. И посебно голема подршка до вас клубовите и вас спортистите, да продолжите упорно да работите за да еден ден бидете како Гечевски, како Чичко Василко и, Перо Антич и како Науче Мојстовски и сите наши спортски Стоилко, и сите наши спортски легенди во Куманово. Да сте живи и здрави. Фала.